Колку време им посветуваат родителите на нивните деца? Колку ефикасно време им посветуваат без при тоа да пеглаат, да прават ручек или да гледаат телевизија? Колку трката по пари ги оддалечува родителите од нивните деца? Денешна тема на 24 вести. Колку време поминувате дневно со вашите деца? По пладнињата, нели? Во тој период бидејќи тие треба рано да си легнат, значи по пладната се обидуваме да го искористиме онака како што сакаме заеднички. Он сака да гледа повеќе цртани филмови, јас повеќе сакам нешто друго да правиме, ама на крај ќе се договориме и испаднат 2 сати, 3 сати. Градинка е до 3 часот, после тоа до 8 часот. Сигурно до утре со мене. 20 часот до следниот ден до 8 часот. Па 10 часот сигурно денот. Веројатно по 4-5 сати на ден. Некои светски истражувања покажуваат дека вработените родители, особено мајките, поминуваат околу 1 час дневно со децата. Но доколку во тој податок се внесат и викендите, излегува дека вработените мајки за една недела со своите деца поминуваат ефикасни едва неколку часа. Речиси сите родители се трудат што подобро да избалансираат помеѓу работата, воспитувањето и домашните обврски. Но научниците предупредуваат дека родителите прво треба да се фокусираат на квалитетно поминато време со децата. Според истражувањето на Организацијата за економска соработка и развој, мајките во Велика Британија, кои се највработените жени во Европа, за време на работната недела дневно успеваат да поминат едва 1 час и 20 минути со своите деца, додека мајките во Ирска наоѓаат речиси двојно повеќе време од нив. Истражувањето покажало дека родителите се соочуваат со голем број на обврски и грижи околу децата, а времето посветено со нив го ставаат на високо место на приоритети, па поради тоа често забораваат на одмор и спиење. Мајките најчесто времето поминато со децата го користат за да ги нахранат, извањаат и облечат, додека татковците се фокусираат на практичните работи, како што се пишување на домашни задачи, спорт и читање. Македонските експерти пак тврдат дека дури и овие 1 до 2 часа се доволни ако времето поминато со детето е квалитетно. Под квалитетно родителство се подразбира и наметлив разговор за одредени теми кои треба да се дискутираат, а често се занемаруваат. Во хиперинфлација, трка со цени и недоволна заработувачка, родителите бараат начин за да заработат пари, па често го занемаруваат родителството. Без оглед на се, сите се согласни дека домашното образование е приоритет. Има решение. Викендот е едно решение кое овозможува обезбедување континуитет, ама секојдневното решение отприлика вака. Значи, родителите се 8 часа на работа, вклучувајќи 2 часа превоз, тоа се 10 часа. Би рекол, активно исклучување од домот, физичко, но со постоење на современи комуникацијски системи, телефонски апарати, Skype, Messenger и други форми кои децата ги употребуваат и доколку во домот ги имаат децата тие можности, едноставно родителите може да им посветат и на тој начин внимание. Значи да се прати порака СМС, да се јавиш телефонски, фиксен, мобилен, на Messenger да пратиш порака, едноставно да се воспостави една комуникација со детето, чисто во текот на денот да се има каква таква комуникација, за која ќе се биде дома, да се продолжи поинтензивно, визуелно, лице в лице, онаа комуникација која е неопходна и која не може да се замени со никаква друга директна комуникација. Од тој начин што ние заговараме дека подобре половина час квалитетно воспитание и родителствување отколку физичко присуство од повеќе часови без активно учество на детето и на родителот. Пак ќе се вратам, не може да очекуваат родителите дека училиштето може да биде втора мајка и да ја замени квалитетното воспитание, како што може да биде родителот и како што треба да биде родителот. И да не навлегувам во таа префрлување на одговорноста за кого треба да води, дека домашното воспитание односно е приоритет и дека сите деца кои одат во училиште не се доволно воспитани, наставниците или учителите ги нарекуваат дека немаат домашно воспитание, а родителите ги праќаат децата во училиште со тоа да стекнат некакви воспитни навики кои треба да ги дополнат во образование. И тука има еден, би рекол, празен простор во кој нема доволна координација и систематизација во однос на тоа кој зашто како во кој момент е одговорен.
факт е дека најпрвите навици се стекнуваат во семејството, но не можат ни да се амнестираат воспитно-образовните структури од тоа дека треба и тие понатаму да го следат поведението на детето, неговото воспитание, да бидат во близо контакт со своите родители, посебно тоа што имаме информација дека многу деца живеат во дисфункционални семејства, семејства вржи, каде што нема таков тип на квалитетно воспитание и децата најчесто постигнуваат и лоши резултати во училиште, а се повеќе и повеќе агресивното однесување им станува приоритет во однос на докажување, себе докажување во средината каде што учат и наместо да биде надпревар за знаење, станува надпревар кој ќе направи поголема неволја и на тој начин се создава една попреченост во однос на образованието на другите ученици кои решиле да одат на училиште и да научат. А да не говорам дека образованието не е толку квалитетно колку што треба да биде, и да не говорам за тоа дека во сите училишта нема социјален работник кој мора да ја превенира оваа главна улога, да му помогне на психологот и педагогот не да биде репресивна мерка, нешто каде што детето ќе поиде како казна, него ќе биде информирано времено од социјалниот работник, точно да ја детектира состојбата со децата во таквите ризични семејства, за да може да му се помогне на време да излезе од една таква ситуација. Дури ние заговараме дека центрите за социјална работа мора да бидат на терен, да вршат наблюдување на овие семејства, не само да им даваат социјална помош, со намера доколку се случи да се утврди дека не можат родителите на таков квалитет да го исполнат квалитетното родителствување, под строг надзор да биде одреден временски период или да му се одземе родителското право, се со намера детето да не биде жртва, да го изгуби својот живот во едно такво семејство или пак да биде подведувано, сексуално злоставувано или родоскрнувано. Така, меѓутоа, мислам дека во малите дечиња ја имаат она моќ на гледање на родителот и прилепување и привлекување на негово внимание. Меѓутоа тоа не е случај со оние што се во пубертет. Да, адолесцентите се повлекуваат во себе, затоа што се меѓу големи деца и мали деца и се мислат дека самите треба и ним всушност можеби најмногу им треба нашата поддршка, затоа што сметаат дека за проблемите со кои се среќаваат може сами да се носат и да го решат проблемот. Но ќе ви кажам, ако еден проблем и на време не се детектира, тој може да се мултиплицира, тие може да се намножат и детето да се најде во еден, би рекол, лабиринт на мноштво проблеми во кои не може сам да најде соодветно решение и мора родителот да му биде поддршка и потпора или некој најблизок, брат, сестра, вујко, чичко, значи некој треба со детето да биде во разговор. Ја мислам дека тука треба и активна улога на самите родители, не само во дома, туку и не присуство само на класниот час, односно класниот родителски задолжителен состанок, туку од време на време да наоѓаат време да го посетуваат класниот или психологот, педагогот, се со намера да се информира за неговото поведението на своето дете или евентуално да прашаат нешто повеќе за да се почувствува дека родителот е загрижен, а и психолозите, педагозите и класните и наставниците да бидат повеќе мотивирани кога родителот е загрижен, дека и тие треба нешто повеќе да сторат. Вака кога нема на некој начин, тоа би го нарекол родителски мониторинг, наблюдување на состојбата со неговото дете, наставниците помалку се мотивирани да посетат внимание на таквите деца чии родители не ги посетуваат училиштата и нивните наставници. Пред неколку години токму првата детска амбасада меѓаше беше таа што низ градот постави неколку билборди со силна содржина. Ако се сеќавате, ние стартувавме со неколку кампањи за одговорно родителство. Првата кампања беше најблагопријатно прифатена. Дали денес го гушнате вашето дете? Значи да му изразиш љубов, нежност, внимание на детето, да осети дека некој го сака, некој мисли на него, некој води грижа за него и тоа беше прифатено без поговор, би рекол од страна на сите родители. Втората порака беше дали денес му кажате на вашето дете колку го сакате. И тука немавме никаков проблем и реакција од страна на родителите, но кога го поставивме третото прашање, дали денес разговарате со вашето дете, веќе најдовме на проблем. Значи почна да ни се јавуваат на СОС телефонот родители кои бараат изговор за недоволното посветено време кон своите деца. Изговорот, како што веќе кажав, е немам доволно време, јас сакам, но не можам, имам полно часови работа, заморена сум,
кога ќе дојдам дома истоштен сум, проблеми, финансиски, работни и така натаму. И некој треба да ја почне иницијативата за разговор. Дали детето или родителот во секој случај мора да има иницијатива за разговор, затоа што детето е фрустрирано, едноставно никој не го слуша во училиште, наставникот од него очекува само наставни предмети и содржини да ги одговори на колку му објаснува да биде подготвено, тоа е друго. Психологот и педагогот, пак ќе повторам, немаат време за превенирање, него тоа е веќе како репресивна мерка, ќе одиш кај психологот под казна и сите знаат дека тоа дете нешто сгрешило, отишол кај психологот под казна. Улицата си има своја законитост и сега семејството ако не е една сигурност за детето едноставно станува дисфункционално во однос на функционална негова заштита. Најголем дел од жените во урбаните средини се вработени, па токму поради тоа е многу тешко да се усогласат деловните со приватните обврски. Сепак, психолозите ширум светот препорачуваат неколку чекори за да може жената да најде доволно време и за себе и за своето дете. Првиот чекор што треба да го преземе секоја жена која сака да се развива на професионално ниво е да се обиде да го вклучи партнерот во одговорноста за домот и децата. Меѓутоа, партнерот не може да биде само потпора. Не треба да заборавиме дека роднините исто така може да помогнат. Баби, дедовци, тетки, вујковци, чичковци и така натаму. И во случај кога и роднините се настрана, секогаш како опција се и добрососедските односи. И кога се исцрпени сите видови на поддршка, а семејството е финансиски стабилно, постои можност за плаќање на дадилка која ќе одржува куќата, ќе готви и ќе се грижи за децата. Вториот чекор е да се утврдат приоритетите и да се дефинираат бизнис и личните обврски. Доколку добро се испланираат деловните и приватните обврски, тогаш семејството ќе може полесно да се прилагоди кон обврските во домот. Секогаш приватните планови треба да се усогласат и со плановите на другите членови на семејството и на тој начин да се поттикне хармоничен однос. Следниот чекор е поврзан со вториот, односно со задолженијата во домаќинството. За одмор и релаксација потребно е време, а ако немате време за да издвоите за пријателите, најдобро е да се јавите и да ги викнете на гости. Ем ќе ви помогнат, ем ќе си поразговарате. Многу ретко и се бројуваат како исклучоци, но некои мајки кои иако работат турбо, а во исто време имаат доволно пари за да си дозволат помошничка да се грижи за нивното дете, сепак се трудат да најдат време за се што треба, па затоа често велат дека се зафатени 300 на час. И тука повторно се јавува една нова дилема меѓу согласувањето на работата и семејството, а тоа е дали да се најде слободно време на сметка на амбициите или да се трча кон унапредување и да се има помалку слободно време. Мајките кои работат постојано ќе мора да се докажуваат и на својот работодавец да му покажат дека семејството не е пречка за извршување на нивните професионални работи, но и да се бранат против различните форми на мобинг и дискриминација. Најважно од се е службените проблеми да се остават на работа, а приватните дома. Иако за зафатените мајки приватниот и деловниот живот се густо испреплетени, сепак мора да се раздвојат. Потребно е да научат како да го контролираат стресот и мислите, а потоа и да му се посветат на семејството. Експертите советуваат, доколку стресот е проблем, мора да се најде начин тоа да се среди, да се спортува, да се одржува повисоко ниво на енергија, кој ќе овозможи да се најде време за деловните и приватните обврски. Без оваа опција, единствено што ќе може да направите после работа е да лежите во кревет без сила да им се посветите на најблиските. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Децата чии мајки работат со скратено работно време се поздрави од оние деца чии мајки работат 8 часа. Децата на помалку вработените мајки имале поумерена телесна тежина, гледале помалку телевизија и повеќе спортувале во споредба со оние чии родители немале голема контрола врз нив, па повеќе јаделе нездрави работи, играле игри на компјутер, гледале насилство на телевизија и речиси воопшто не спортувале.
Според научните резултати кои се појавија во списанието Журнал на општествена наука и медицина, мајките кои работеле со скратено работно време можеле да направат подобра рамнотежа помеѓу работата и секојдневните семејни обврски. Сепак, факт е дека секој вработен родител кој работи 8 часа дневно и на кому му е важно семејството, неделата ја започнува со ветување дека повеќе време ќе поминува со семејството, а помалку ќе размислува на парите, работата и на тоа колку е чиста куќата. Социолозите во развиените земји, за да им помогнат на родителите да сватат колку малку време поминуваат со своите деца и колку малку ги познаваат, им поставуваат неколку прашања, меѓу кои и дали сте среќни кога децата се во кревет, дали имате време со партнерот секојдневно да разговарате за работи поврзани со семејството, дали се фаќате како на своето дете му велите, само уште 1 минута и готова сум. Кога последен пат сте седнале специјално за да си играте со детето? Дали знаете која книга последна ја прочита и кои филмови ги гледаше минатиот месец? Доколку работите полно работно време, а покрај тоа останувате и прекувремено, време е да застанете и да поразговарате со директорот, затоа што пред да се освестите, децата пораснале и се наоѓаат надвор од вашата контрола. Па токму поради тоа, важно е колку време поминувате со своето семејство. Работата е важна и мора да се работи за да се заработи за живот, но постојат начини да се утврдат приоритетите, за да се постигне рамнотежа. Доколку секогаш сте уморни, нервозни и веднаш сте подготвени за вкревет, работите дефинитивно треба да се променат. Наместо да седнете на кафе или да го земете далечинскиот управувач, разговарајте со вашето семејство за тоа како им поминал денот. Важно е макар еднаш дневно да посветите внимание на суштината, без разлика на тоа колку сте зафатени или изморени. Малите деца можат да го исцрпат човекот. Секој родител поминал или треба да помине низ тоа. Работите, а детето го носите во забавиште или градинка. Кога работниот ден завршува, го земате, тоа е нерасположено и мрзливо. Бидејќи самите сте уморни, едва и чекате да го ставите во кревет. Иако сите работат, важно е да се најде начин за да работите малку пофлексибилно, затоа што детето додека е мало, најмногу му требаат насоки во животот и родителско внимание и љубов. Врската со партнерот исто така е многу важна како и врската со детето. Ако не разговарате секој ден, како ќе ги решите проблемите кога ќе се појават? Обидете се да одвоите макар и 10 минути, никогаш дури и толку малку е доволно. Фразата "доаѓам за минута" им е омилена на родителите кои најчесто им ја кажуваат на децата. Постојат многу обврски, но дали ќе се случи катастрофа ако ги оставите садовите во мијалникот и за момент погледнете во цртежите на детето или едноставно му прочитате приказна? Тинеџерите се предизвик. Иако за нив и во нивен жаргон не е кул да бидете кул, сепак, кул е да знаете што се случува во нивниот живот и тоа што тие го сакаат. Одвојте време за разговор со нив. Никогаш не се знае што може да се научи од нив. Дури и доколку на детето му се посвети доволно внимание додека е малечко, сепак родителите не треба да го заборават периодот на пубертет. Период кога тинеџерите ги прават најголемите глупости. Социолозите предупредуваат дека образовниот систем само едуцира, а не воспитува. Тоа треба да го направат родителите. Инаку добар дел од родителите се оние кои запатени со бизнис, кои што би рекол и оние кои што заработуваат, не? Ја нема таа можност да се децата и дури трагедијата е она што во некој случај родител разбира за своето дете тек последен што се случува всушност. Никој нема храброст да го каже, нити може тоа да го претпостави. И тука е добра таа едукација за самите родители, мислам, за некои, не само за децата, тука едукација на родителите, затоа што реков, кога ќе се содаде тој јас помеѓу родителот и детето и кога вие немате увид она што кога се подне што прави, тоа е таа би рекол тој период, таа зона кога се случуваат некои непријатни нешта и кои стават малку траги понатаму. Инаку децата самата природа, они во тој период, посебно децата адолесценти, да не на 15-16 години, во тој период кога се најдраматични, би рекол она представа за себе, за светот, за животот е тоа и се формира. И колку е таа подраматична, но би требало да се изменуваат и опасностите да се доведат на минимум. Постои едно мислење дека во суштина децата се огледало, да видите огледало на општеството, на заедницата, на незиниот морален систем, на незините вредности. Рекол затоа што преку нив се прекршува дел од таа стварност и тие се најдобриот всушност индикатор за здраво општество. Тоа е сигурно, мислам,
to možda se potvrdilo mnogo istraživanja i tuka bi rekao postoji ta objektivnost. Sve ona što se gleda, sve ona što slušat od minite roditelji, sve ona koja se slučajno ta scena, bi rekao se, otvorena scena, ne. Sve ono što gledat u učilištetu i така nataka, to dецата го преработуваат, odnosno го проектираат на еден свој начин. И реков, тоа може би она што е сега за возрастните, односно за другата страна, непоразвително, туку упатува на тоа дека некој нешто драматично се случуваат и во Македонија и во некои земји во тој тип. Денешните студенти ја плаќаат цената на транзицијата, а Македонија има дополнителни проблеми со сиромаштијата. Децата се соочени со безпарица од нивните родители. Колку треба да е внимателен родителот кој е соочен со очајна ситуација и како да влијае позитивно врз детето. Експертите предупредуваат дека младите не треба да се остават на милост и немилост на улицата, туку треба да му се даваат насоки и алтернативи. Проблемот ако го изведете, реков, во секој случај, секој семејство е семејство за себе. Но за мене се битни оние фактори кои што реков излегуваат од длабочината на системот, на неговите вредности. Тоа е оно што е, како би рекол, надворешен импулс кога вие човекот младиот некоја се формира, не го оставате или не го ставате на милост и немилост на времето како ќе го однесе, не. Тие фактори тука едноставно му давате една насока каде да се движи. А таја реков она содржана во тие креативни пориви на поединецот, без разлика на неговата возраст. Ако тука се би рекол тоа време, ако го ставите празно време, особено на тие години, тоа остава дел од тие кои што живеат така, се лесен плен на една патологија која лесно може да ги одведе во амбис. Овде едноставното не постои некое посебно правило. Видите, како што реков, секој случај е случај за себе. И тука родителот е оној кој што е, како било, средишната фигура, родителите, семејството. Ако тука некој нешто одат во погрешна насока, тоа детето сигурно дека ќе почувствува и тоа се гледа. Но она кој што дојде како надворешен фактор, а вие не можете да го контролирате во семејство, тука родителите на семејството треба да ги прави тие, би рекол, не брани, тука едноставно еден систем да тоа подлабоко не навлезе, проблемите кои се случуваат околу. Првите знаци кои се појават во рамките, да речеме, не на средина, оном кој се движат децата како група во училиштето пред се, или во соседството на таа група на деца за игра, тука треба да се остро реагира на тие негативни феномени, појави. Ако тука не го направат возрастните, тоа нивната одговорност е многу поголема. Мислам, било што да е во добар дел од еден дел од тие деца навлезат во дрога, во некои феномени кои оставаат длабоки траги после во нивниот живот. Ти знаете, кога ќе навлезат после тешко, враќањето е многу потешко. И тука таа одговорност на родителите, но одговорност на општеството е вие не можете да лоцирате така наставно во некоја институција или во како би рекол актуелна власт или држава и така натаму. Тоа веројатно со едно време кога општеството се стабилизира во секој поглед, тоа ќе се одрази и позитивно врз овој сегмент, но да не го чекаме тој момент. Кога ќе се вработиме или кога ќе имаме доволно пари или кога ќе седиме, па тоа ќе воспитуваме нашите деца. Тие да ќе после големи, тоа е веќе касно. Тоа е оној клучен период, реков, оној од меѓу 10 и 15 години, кога детето го формира својот вредносен систем и својот свет. И тука може да се делува апсолутно. И мислам дека некои постапки кои се прават може да донесат една позитивен ефект, но главно да се држи секогаш една ситуација во една тензија дека да не се остават нешто да сами по себе дека ќе бидат решени. Тоа е големото заблуда и на родителите и на заедницата. Така, значи клучен период е периодот на пубертет. Тоа е клучен период, оне кој после 18-19 години веќе ние на универзитет имаме некако зрели луѓе, личности така. И тие кои што носат некој проблем, што се гледа, но оние кои што веќе на универзитетот е малку би рекол Какви личности имаме си во овој период? Па не знам, видите, вие не можете да го
само 92 Тоа е ова генерација која што го плаќа, ја плаќа цената на еден период на транзиција кога многу нешта, многу се лута во тој систем. Системот се уште не е стабилизиран. Македонија во тој поглед има додатни проблеми, од сиромаштија до невработеност, до проблеми кои се овие луѓе млади така го чувствуваат тоа. Знаете, кога едно дете на 15-16 години постојано има работа со родители кои што и тие се ставени во една проблемна ситуација без работа, не се на една нервен притисок да издржат тоа време на една оскудица. Предпоставете го тој сега родител колку треба да биде внимателен да собственото дете не го доведе во таа ситуација, не ја пренесе таа ситуација во неговото поимање. Значи, постои недостаток на еден фундаментален свет кај тие луѓе да се гледа многу една позитивна енергија која што нема да заврши тоа ние сега немаме, никогаш нема да имаме или имаме проблеми, па тие не можеме да ги надминеме. Морате да создавате една атмосфера на еден оптимизам кај тие луѓе. И тука е нашето образование, мислам дека во голема мера има потврлено, многу нешто има, многу празнини во тој воспитно-образовен процес. Ние образуваме како што образуваме, но не воспитуваме. Тука е еден од тие клучните проблеми. И сама тоа образование, барем со еден фундаментален за мене поглед, и тоа можам да го аргументирам со многу ставови на познати педагози и социолози, потврдуваме во тој сегмент ја нема таа позитивна енергија која што треба да биде дозирана, која што треба да биде пренесена на младите. Најголем дел, околу 60% од младите до 30 години, тоа постојат некои, не ги знам се тие прецизни речи податоци, тие пред 30-та година не се соочуваат со работа, со некоја одговорност и така натака, или дури ако се соочуваат на таков начин, како што речем имаме сега вработување најголем дел младите во услужниот сектор, они дури се огорчени од една ситуација, да не се заштитени, работа со години, со месеци без пари, оставени се сами на себе и така натака, што е една друга димензија. Но мора младите да се соочат многу порано со предизвиците на реалниот, на објективниот живот, како да се заработува. И штета што да речеме студентите не работат, нашите студенти не работат. Добар дел, да речем 90%. Они чекаат да им дадат родителите. Во развиениот свет тоа го решаваат или кога они ќе наполнат полнолетство, па ги тераат на друга да студираат во други градови, да живеат самостанен живот. Ние правиме во тој поглед поприлично инвалидизирана младина. Само чека, дајте. И тоа ја пасивизира таа енергија. Тоа е објективно така, затоа што и немаме ни услови, а и што немаме услови, но и немаме ни некоја амбиција, нити волја, нити поставиме некои реални предпоставки тоа да биде направено како една нормална земја. И ние во оваа ситуација е таа, реалноста е сурова во тој поглед и нема. Но реков, тие механизми кои што се ги имаат институциите, и таа енергија која што доаѓа, реков, од надвор мора да биде канализирана максимално во една творечка смисла. 44-годишната водителка Елизабет Варгас на World News Today во ABC телевизија минуваше низ многу турбулентен период и на професионално и на приватно ниво. Беше свидок на смртта на нејзиниот колега Питер Дженгис и сериозните повреди на друг колега Буб Вудров. Во меѓувреме работеше на една од најпрестижните и најмокни положби во областа на информативната индустрија. Некој ќе рече дека сама ја напуштила таа позиција, а некој дека ја одзеле. Но никој не го споменува бебето кое зависи од неа. Со бебе во раце, Елизабет Варгас седна да разговара со новинарката од магазинот Мери Клер за пресвртницата во ABC, но и за промените во нејзиниот приватен живот. Според неа не постои нормално време за спиење ниту за будење, и тоа е еден од проблемите. Се наоѓам во фаза низ која поминува секоја мајка, но подоцна се заборава. Сепак, не би била толку уморна доколку ова ми беше единствено дете. Ако беше така, ќе спиев кога спиеше и тоа. Но дома има уште едно дете на кое му треба родителска љубов и се чувствува изневерено секогаш кога нема да му посветам внимание, вели Варгас. Сега, доколку станала во World News Tonight, ќе морала за кратко време по породувањето да се врати на водителската позиција, односно да излегува од дома во 8, а да се врати дури после 20 часот.
Другите водителки немаа такви притисоци затоа што децата на едната веќе и беа големи, а другата водеше утринска емисија, па можеше остатокот од денот да го помине со своите деца. Додека јас вода десци забележав дека тоа остави големи последици врз мојот син. Тој одбиваше да спие додека не се вратив од работа. Срцето ме болеше поради тоа, вели Варгас. Иако многу невладини организации полемизираа дали е избркана од екраните поради бременоста или сама си заминала, никој од нив не ја прашал која е вистината. Новинарството е работа во која не влегуваш доколку не можеш да го издржиш притисокот. Конкуренцијата е безмилосна, а јас успеав да се изборам и со предизвиците на работа и со предизвикот со кој се среќава секоја мајка која има мало дете. Не е лесно, но мислам дека секоја мајка одлучува што ќе прави понатаму со нејзината кариера. Сепак, факт е дека би било прекрасно да се остави на жената сама да избере дали после породувањето ќе остане дома неколку години или неколку месеци, но не е така, изјави Варгас за познатиот магазин Мери Клер.